Се чини дојдено е времето кога извршувањето на функцијата пратеник, градоначалник или советник е релативизирано до крајни граници, па голем број поединци, доколку првично успеат да ја добијат партиската поддршка, а потоа бидат избрани, веруваат дека може да одговорат на овој одговорен предизвик. Поради тоа се поголем број членови на партии се охрабруваат и се наметнуваат како можни кандидати, создавајќи околу себе лоби групи кои самоиницијативно работат меѓу граѓаните. При тоа во голема мера се користат социјалните мрежи преку кои се промовираат поединци со квалитетите што ги поседуваат. Иако политичката атмосфера во Кочани не е особено предизборна, бидејќи се уште е неизвестно кога и дали во предвидените рокови ќе се закажат и одржат локалните избори, сепак во партиски кругови се одвива процес на кандидирање и избор на најтесниот круг на оние на кои ќе им се даде довербата. Двете најголеми партии кај нас имаат диаметрално спротивни стратегии кога е во прашање кандидирањето. Како резултат на тоа, во ВМРО-ДПМН својата кандидатура за градоначалник на Кочани ја поднеле двајца кандидати. Во СДСМ пак бројот на оние кои ја бараат поддршката од партиското членство за да влезат во трката за најпрестижната политичка функција во општината надминуваат 20 кандидати. Дали тоа значи дека на двете нивоа во партијата ќе има сладки маки да го изберат најдобриот или изборот на еден ќе ги револтира другите, ќе покаже времето. Големиот интерес за политичките функции отвора повеќе дилеми во јавноста, која се прашува дали навистина може секој да ги извршува одговорните функции или пак во прашање се лични амбиции за остварување на лични или тесни интереси. Дотолку повеќе што искуствата покажуваат дека политиката во наши услови е средство за создавање екстремно голем капитал, зависно од тоа кој колку е способен или алчен.